Сметаш ли дека конечно треба да се реформира начинот на субвенционирање целосно во земјоделството, еве во полјоделството, и да се субвенционира произведен зеленчук отколку или пак било на сите култури отколку по површина? Ваше видување, не знам. Бидејќи премногу пари се фрлаат, а некако ни стагнира земјоделството и понатаму сме увозници. Се согласувам дека треба да имаме реформи во субвенционирањето. За среќа државата одделуват средства од 137 и дополнително, значи интервентно до 150 милиона евра. Значи имаме повеќе начини каде што можеме да субвенционираме. Во некој сегмент вика државата ние не смееме да субвенционираме по кило. Европска унија ни е забрането. Ама јас ги прашам, зошто тутуно е по кило? Зошто во градинарскиот производ јаболката во преработувачкиот капацитет е по кило? Зошто на интервентно се дава по кило? Значи можеме, имаме начин да најдеме ситуација каде што може да се субвенционираме по кило. Можеме, доколку да направиме на рентабилна цена, производна цена, доколку падне од производната цена производот, да го субвенционираме до производната цена. Тоа е вистинска реформа во субвенционирањето. Зошто јас го извадам? Пример, 200 тона за цела година производство, која ќе ми испод производната цена, тогаш да најдеме начин да се... Ако ми е над производната цена, зошто да барам субвенција? Значи, веќе јас работам рентабилно. И уште да прашам за крај, со оглед дека сте и за земјоделска задруга, како стојат работите во задругарството? Проект кој што постојано се потенцира од европските институции, проект кој што постојано го анимира и поттикнува државата, успеваат ли земјоделските задруги во земјата? Значи, да, Европската унија е многу радосна, каде што во неразвиени подрачја како што е Македонија, Албанија, Косово, Србија, се формираат група на производители или помал сегмент земјоделски задруги. Земјоделските задруги беа во развојна формација некаде до 2013-14, каде што имаше малце поголем обзир од државата. Ама од 2014, 2015, 2017 државата се станира во увидот на земјоделските задруги. 2018 зе проектот Европската унија, 20 задруги за МА, пак нешто дојде до раздвижување. За жал, каде што и ние добијаме, ама не можеме да градаме, не им дадеат дозвола за градба. Се уште до ден денеска развојна компонента во Министерството за земјоделие нема за задругите. Дават 3 до 4 милиона денара годишно за, не знам дали и се на крај од 2019 и 2020 плати придонесе не се исплатени на земјоделските задруги.